Краток осврт на пресот на градоначалникот кој беше објавен на официјалната страница на општина Битола. Меѓу најави и реализација, граѓаните се уште чекаат конкретни резултати. Иако градоначалникот презентираше обремна листа на над 80 проекти, останува нејасно колку од нив се навистина завршени и ставени во функција, а колку се уште се во фаза на најави, тендери или доцнења. Особено загрижува фактот дека клучни проблеми во градот продолжуваат да се повторуваат. Листите на чекање во градинките и понатаму бројат стотици деца, што укажува дека капацитетите се уште не го следат реалниот потребен раст и покрај повеќе годишните најави за решавање на проблемот. Кај инфраструктурните проекти повторно се гледа модел на одложување, поништување тендери и промена на динамика. Тоа отвора прашање за квалитетот на планирањето и ефикасноста на реализацијата. Проектот за улицата Сру-5, иако представен како значаен урбан потек, се базира на застарена проектна документација од пред 15 години, што отвора дилема дали решенијата се усогласени со денешните урбани и технички потреби. Проблемот со трансформаторот дали е само естетски, како што се тврди, или прашање на функционално урбанистичко планирање. Исто така дел од капиталните проекти, противпожарната зграда, спортските објекти и други инфраструктурни зафати се уште се во фаза на изградба, без јасни и конечни рокови за целосно завршување и ставање во функција. Факт е дека дел од проблемите се наследени и постојат, но исто така е факт дека актуелната власт веќе подлог период има целосна можност да воспостави систем на ефикасна реализација и управување, наместо постојано повикување на минатото како објаснување за доцнењата. Граѓаните очекуваат помалку пресконференции со долги листи на проекти, а повеќе конкретни, завршени и функционални решенија кои директно го подобруваат секојдневието.